Масичке, постави се. Пред многу време си живееше еден шнајдер со своите 3 сина и со една коза. Поради тоа што со млекото од козата мораше сите да се прехранат, незе и требаше квалитетна храна. Синовите еден по еден ја носеа на ливада. Еднаш, најстариот син ја одведе на една прекрасна ливада. Навечер ја праша: "Дали си сита?" А козата одговори: "Толку сум сита што не можам да лапнам ниту едно ливче. Ме! Ме!" Тогаш ја врати назад. Кога шнајдерот ја праша истото кога дојде дома, таа рече: "А од што да бидам сита? Цел ден скокам преку камења и не недов ниту едно ливче. Ме!" Лудиот шнајдер го избрка синот од куќата. Истото се случи и со другите 2 сина. Кога ќе ја прашаа козата дали е сита, таа ќе им кажеше: "Толку сум сита што не можам да лапнам ниту едно ливче. Ме! Ме!" Но на шнајдерот му го кажуваше спротивното. Така, сите 3 сина беа набркани од страна на таткото. Стариот шнајдер остана сам со својата коза. Тој сам ја однесе на ливада и таа јадеше се до вечерта. Тогаш ја праша: "Дали си сита?" А таа одговори: "Толку сум сита што не можам да лапнам ниту едно ливче. Ме!" Но и со него се случи истото како со 3 сина. Дома таа извика: "Од што да бидам сита? Цел ден скокам преку камења и не најдов ниту едно ливче. Ме! Ме!" Тогаш веќе шнајдерот знаеше дека ги избрка синовите без причина. Падна во длабока жал, а за тоа ја обвинуваше козата. Најстариот син отиде кај еден столар. Вредно учеше, а откако научи, столарот му подари една масичка, која наведум личеше дека е од обично дрво, но беше посебна. Кога ќе ѝ се шепнеше: "Масичке, постави се", таа веднаш ќе беше наредена со најубавите јадења и пиења. Со ова, синот сакаше да се врати кај својот татко. Попат застана во една гостилница за да преноќи. Ја постави својата маса, а сите како магепсани гледаа како се поставуваат прекрасните јадења. Но гостилничарот немаше мир. Кога сите заспаа, тој ја замени масичката со друга. Кога момчето стигна дома, таткото го пречека со голема среќа. А синот сакаше да му покаже каква масичка има донесено, но масичката остануваше празна, иако тој и велеше: "Масичке, остави се." Тој тогаш свати дека масичката е заменета и дека тој изгледаше како голем лажко. Вториот син беше во една воденица и таму учеше. Откако се научи, мајсторот му подари едно магаре и му рече: "Кога ќе му поставиш на магарето еден чаршаф и ќе му кажеш брите брит, на магарето ќе му паѓа злато однапред и одзади." Синот се заблагодари и тргна со магарето. Тој помисли: "Мора да му го покажам златното магаре на татко." Тој тргна на пат и застана во истата гостилница како и брат му. Гостилничарот зиркаше низ клучалката и виде дека на зборовите брите брит од магарето почнаа да паѓаат златници. Тој ноќта го смени магарето за едно друго магаре од својата штала. Дома тој сакаше да му покаже на татка си што може магарето. Ги кажа зборовите брите брит, но не паѓаа златници. Тогаш тој исто така свати дека го излажале. Третиот брат беше кај еден столар за да учи занает. Неговите браќа му пишаа што се случило кај стариот гостилничар и дека ги загубиле своите подароци.
При разделбата, столарот на третиот син му подари една вреќа со стап. Кога некој ќе сака да ти направи нешто лошо, само кажи: "Стапче, излези од вреќата." Тоа ќе излезе и ќе ја среди целата неправда. Синот замина во истата гостилница каде што беа и неговите браќа. Тој ја пофали својата вреќа со многу убави зборови, така што гостилничарот љубопитно гледаше и се чудеше што има внатре, мислејќи дека се скапоцени камења. Секако размислуваше ноќе кога сите ќе спијат да ја замени вреќата. Но момчето извика: "Стапче, излези од вреќата." Така стапчето излезе и го натепа гостилничарот, па тој мораше да ги врати и масичката и магарето. Така синот си пристигна дома и Шнајдерот со своите синови си живееше среќно и весело.